Утрово зборуваме на тема сообраќај, мој соговорник Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Како сте утрово? Па, утрински, полни со енергија, елан, иначе каденот. Подсетуваме на задолжително носење на зимска опрема во нашите возила, кампања која што секогаш подсетуваме во овој период, посебно од годината. Секогаш Па мораме да подсетиме покрај тоа што учесниците во сообраќајот, возачите, сите ние знаеме дека од 15 ноември до 15 март има задолжително носење законски на зимска опрема во градските и надвор од градските средини, значи секаде и во град и надвор од град. Јасно е зошто е таа зимска опрема, таа многу помага во зголемување на безбедноста во сообраќајот, бидејќи на ниски температури и возилата и луѓето нели поинаку се однесуваат одошто кога се температурите, да кажеме, релативно потопли или нормални. Зимската опрема задолжително е, подсетуваме, да има зимски гуми. Сите 4 се разбира, и доколку немате зимски гуми, летни гуми, но со синџери кои се ставаат на погонскиот дел од возилото. Секогаш напоменувам дека комбинација на зимски и летни гуми не може не смее да се употребува, пред се поради безбедносни причини, бидејќи ќе дое до проклизување. Значи, или имате 4 зимски гуми, или имате 4 летни гуми со синџери. Исто така е многу важно шарата на гумите да е 4 мм, значи не смее да се излижани, бидејќи ако се излижани, дополнително проклизување може да дојде и да се загрози безбедноста на сообраќајот. И се разбира, во ниски температури да се провери секогаш моторот, антифризот, маслото и сето на кои се технички карактеристики во возилото, но оно што јас секогаш сакам да го апелираме и до учесниците во сообраќајот при зимски услови, при екстремно ниски температури, при многу врнежи од снег и така тоа, магла и атмосферски влијанија, не тргајте на пат. Да, освен автомобилите кои што треба да бидат внимателни и пешаците. Сите треба да бидат. Па сите треба да бидат внимателни, нормално. Не сега се зимски услови, покрај тоа што овие температури се уште не се многу ниски, немаме некакви врнежи, но треба секогаш и летно време и зимно време да бидеме внимателни кога сме во сообраќајот, без разлика дали управуваме моторно возило или сме пешаци, но пешаците особено, бидејќи пешаците се најмасовна категорија на учесници во сообраќај. Сите ние први сме пешаци, па потоа се друго, и јас би бил слободен да кажам и најнедисциплинираната категорија пред се, пошто многумина од пешаците мислат дека имаат предност секаде. Немате предност и вие подлегнувате под законските правила и прописи, морате да ги почитувате правилата, сообраќајната сигнализација и сето она што го прави сообраќајот да биде под контрола. Еден месец до новата година подсетуваме секогаш на оваа кампања за како треба да се вози во автомобил, односно да не се вози во алкохолизирана состојба, посебно за младите. Алкохолизирана состојба, да не се трга на пат доколку атмосферските услови не дозволуваат на тоа од типот магла, големи врнежи, ниски температури. Секако, немој да пиеш ако возиш и немој да возиш ако пиеш, тоа е една од традиционалните лоши навики кои ги има за кај нас во нашиот народ. Апелираме и секогаш ќе апелираме да подсетиме, бидејќи најживото загрозувачки инциденти во сообраќај се прават пред се под алкохол и под брзо возење, а брзото возење е секогаш под алкохол. Ќе оставиме оваа тема уште еднаш да разработиме го при крајот на годината. Благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас.